Паркинг на бензинска пумпа на само 3 километри од Поликастро е предпоследната станица за мигрантите, кои секојдневно по неколку илјади пристигнуваат токму тука, пред да ја напуштат Грција. Слабо осветлен и без некоја поголема организација, паркингот е претворен во привремен камп за мигранти. Во шаторите што се подигнати се сместуваат голем број луѓе, кои некогаш чекаат и неколку денови за да ја поминат границата. And so it's very so hard and here, and is I think about 8 hours stayed here just for police, and is waiting. I don't know how many time, how many hours, how many days I waiting here just for police. I don't know. I know. Yeah, seeing the map and going to first going to Macedonia, after take the ticket in train going to Serbia, after 4 hours for walking and 10 minutes for car in the first city in the Serbia. After take the ticket, going to Anguria. After going to Australia. Кога го посетивме, кампот беше речиси празен. Се чекаа нови автобуси да пристигнат вечерта, за да се пренесат до Идомени. Редот тука го одржува полицијата со волонтерите од хуманитарните организации. За активистите работата е предизвик, бидејќи е динамична и секогаш е различна. Here at the gas station, you can see there are a lot of new things happening. They've built a lot of tents. There are a few organizations working here, maybe 3 or 4, and every day things change. Right now there are not many people that are refugees here today, but last week, as you know, there were a lot of people. So this morning there were a lot of buses, but there have not been any that have arrived since this morning. Паркингот е врвулица, но и опасен за стотиците деца кои трчаат на само неколку метри од прометната делница Поликастро Солун. Волонтерите велат дека најголемо внимание посветуваат токму на предупредување на семејствата да внимаваат на своите деца. Once they get to the camp, things are much better, but here it's very hard to control who's coming in and who's going out, and so a lot of things can happen in this location that are not favorable. And there's a big highway right here, so it's very dangerous for the kids. And there are fires that they're starting to keep warm, but that's also very dangerous for the kids. It's temporary, so there's not enough lighting and these kind of things. So it's not a good situation. Но ситуацијата многу често излегува од контрола. Паркингот е лошо решение за привремен престој на мигрантите, што го покажуваат и честите блокади на патот, мерка што ја превземаат мигрантите за да го искажат својот револт поради предолгото чекање или застојот на границата. There have been like around 80 buses that have been at this location only at different times, so it gets very crowded, and so they need to go. Дека Грција нема никаква контрола врз протокот на мигранти, доказ се и така наречените економски мигранти, кои токму тука ги смислуваат начините како да се стигне до Западна Европа. Овие млади луѓе немаат документи, но имаат план како да ја поминат грчко-македонската граница. Чекаат да се смрачи со помош на навигација и добра среќа да влезат во Македонија преку илегалните премини. Момчињата од Алжир не се единствени без документи, но само тие сакаат да зборуваат пред камери. Младите алжирци објаснуваат дека имаат мрежа на информации што им помага нелегално да ги минуваат границите. I'm from Algeria and I coming from Turkey to island Leros, and I come here. I come from Turkey with smugglers with $1,200. We come here to Athens, and now we are here we want to go to France. We will go in the Flores. Yeah, we will go in the Flores for go to Serbia.
They are famous, you know, Yeah, and police. yeah, I know that. When the army catch us, they will send us back to the border, and we will try another. Yeah. За разлика од центарот кој е подигнат на паркингот кај Поликастро, кампот во Идомини е сместен на самата граница, но поголемиот дел од времето тој е затворен. Во него се сместуваат мигранти само во исклучителни ситуации, кога има голема навала и нема можност за нормален проток на македонска страна. Од непознати причини кампот во основа е нефункционален, а пристапот за новинарите забранет. Од другата страна на границата лежи товарот за селекција на мигрантите. Македонија ги засели патролите долж граничната линија, а поставува и втор слој на жичена ограда, токму за да се заштити од илегалните преминувања. Кога минеме во патрола, ја гледаме и оградата, како што спомнав пред тоа, значи гледаме ако уништена, реагираме, значи сепак тоа е важноста на државата, значи се грижиме и за средствата на државата, значи тоа е нешто платено еднаш, дадено, ставено и Најбројни се илегалните преминувања кај селата Богородица и Моин, но и по течението на реката Вардар, каде секојдневно има уштетување на оградата. Estuvimos en Grecia. Me robaron jartilla. Las jartillas de Grecia. Papeles. Dinero, móviles. No tenemos dinero del taxi. Porque pagamos 500 euros para entrar a Macedonia. 500 euros cada uno. 1.500. ¿A quién le pagó? A un mafia. ¿De dónde son ellos? Ellos Yeah. son Bangladesh. Полно. Секој ден. Врват. Некни на мрзенци там на Негров се носима зелка. Полицијата и товареше 2 комбини таму. Много има. Што друго? Поминуваат ли тука во селото? Вие сте Поминуват. Некне од тука па надолу, од не знаат од дека да бъде. Колку гледате на ден? Ретко некој ден врват, некој ден не врват. Има доста. Колку отприлика на ден поминуваат? Па јас една ден сум видел 30 човека од тука земена нагоре. Влегуваат ли во селото? Бараат ли нешто? Па покупување за храна. Полицајците од патролните екипи велат дека ова е преголема одговорност за Македонија, сама да се соочува со неа. Ресурси немаме баш доволно, пошто тоа не е проблем само на нашата држава, проблем на цела Европа. И како држава, ја мислам, моје мислење дека не можеме да ги поднесеме сите тие и човечки ресурси и трошкови што следат со тоа, така да не би можеле. Значи со помош од Европа би се решило на некој начин. И ставот на Грција кон мигрантската криза речиси е идентичен. Грчкиот премиер Алексис Ципрас во повеќе наврати ја повика Европа да го реши проблемот, обвинувајќи ја дека дел од нејзините членки покажуваат отворена ксенофобија. Οι εσωτερικές της αντιφάσεις και κυρίως η σημαντική παρουσία ξενοφοβικών και ακροδεξιών δυνάμεων ακόμη και σε κυβερνήσεις κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης δυσχεραίνουν τη διαχείριση της κρίσης και οδηγούν σε παλινοδίες, σε κυνήγι μαγισσών, ακόμη και σε πολιτικές κλειστών συνόρων για αρκετές χώρες που αρνούνται να υλοποιήσουν τις ευρωπαϊκές τους υποχρεώσεις και διαρκώς μετακυλίουν τις ευθύνες τους. Македонските власти велат дека се подготвени на соработка со европските партнери за да се реши кризата, напоменувајќи дека Македонија ќе пропушти толку мигранти колку што можат да примаат европските земји. За тие што сакаат повеќе да навлезат во математиката, доволно е да се додадат сите бројки. Себастијан денес кажа дека Австрија може да приме 37.500. Треба да се стави таа истата бројка за апсорпцијски капацитет во Германија, во Шведска, во сите други земји. На тој начин ќе се добие тоталниот број. Овој број ќе определи колку луѓе ќе можат да поминат низ македонска територија. За ова да го обезбедиме, целата помош која е понудена од Австрија и од другите партнерски земји е повеќе од добре дојдена во Македонија, особено знаејќи дека сите напори кои ги прават македонските институции во изминатиот период се исклучително финансирани од даночните обврзници на Република Македонија.
Македонија со месеци го потврдува ставот дека нејзините капацитети се ограничуваат на обезбедување на границата и привремен престој на ограничен број луѓе кои транзитираат низ државата. Сепак, се почести се изјавите на европските политичари дека земјите од Балканската рута треба да подготват центри за прием на околу 100.000 бегалци.